Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за благословот. Што значи зборот благослов? Секоја активност и секое дејство во црквата започнува и завршува со благослов. Например, централната богослужба во православната црква, светата литургија, започнува со благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух. Со благослов започнуваат и сите други свети богослуженија и молитвословија. Освен тоа, со благослов започнуваат многу активности во секојдневниот живот. Така, се благословуваат храната и пиењето, се благословува домот во кој живееме, се благословуваат просториите каде што работиме, се благословува и осветува секоја предмет, се благословуваат плодовите и така натаму. Зошто? Благословот означува конкретен чин или дејство кога се повикува Божјата благодат при осветување на лица и предмети, како и отстранување на сето она што им пречи на верните кон спасението. Благословувањето дава благодатна сила да се реализира таа свештена мисла и да се постигне целта, го избавува и штити созданието од секое демонско дејство. Благословот го среќаваме во неколку значенија. Се појавува како синоним за пофалба, но и за славење на Бога. Например, ќе го благословувам Господа во секое време, похвала за Него секогаш ќе има во мојата уста, се вели во Псалам 33:1. Или познатиот Псалам 102 започнува: Благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Благословувањето се користи за да се изрази желбата сите добри дарови од Бога да му бидат дадени некому или да бидат поврзани со некоја твар. Речено е: ќе јадеш од плодовите на рацете своји, блазе тебе и добро ќе живееш. Жената твоја во домот твој ќе биде како лоза плодовита, синовите твои како новонасадени маслини околу трапезата твоја. Ете така ќе биде благословен оној човек кој се бои од Господа. Псалом 127, 2-4. Што значи зборот благослов? Во црквено-словенскиот јазик и во македонскиот, благословот означувал понизност и благодарно примање на дарот од Бога или почитување и посредување на Божјото добро. Благословувањето значи упатување добар збор, усмен дар како милост од Бога, кој го упатува свештеникот кон верникот, родителот кон децата, учителот кон ученикот, во смисла: Бог нека е со тебе, твојата понизност Господ нека ја награди со голем успех и нека се исполнат Божите добрини во тебе. Благословот во Светото Писмо. Во Стариот Завет прв пат го среќаваме благословот при создавањето на луѓето, каде е речено: И ги благослови Бог велејќи: Плодете се и множете се и наполнете ја водата во морињата и птиците небесни да се множат на земјата. 1 Мојсеј 1:22. Благословот го среќаваме и на многу други места. Кога Ное излегува од арката, прима благослов од Бога. 1 Мојсеј 9:1. И тој благослов го наследува неговото потомство преку синовите на Сим и Јафет. Забележено е исто така кога таткото ги благословува своите деца затоа што тој важел како свештеник во семејството. Така, например, Исак ги благословува Јакова и Исава.
1 Мојсеј 27. Во книгата Броеви или 4 книга Мојсеева 6:23 до 26 читаме како Господ му вели на Мојсеј: кажу му на Арон и на синовите негови, така да ги благословувате синовите израелски и да им говорите: да те благослови Господ и да те чува. Да погледне кон тебе Господ и да те помилува. Да го сврти кон тебе Господ лицето свое и да ти даде мир. Така да го повикувате името мое над синовите Израилеви и јас ќе ги благословам, вели Господ. Тука јасно е кажано дека благословот на свештеникот кај еврејскиот народ имал посебна сила затоа што тоа е благослов по Божја заповед. По враќањето од вавилонското робство, свештениците го благословувале народот 2 пати дневно и тоа после завршувањето на утринското принесување на жртвите и после принесувањето на вечерното принесување на жртвите. Во книгата Второ законие или 5 книга Мојсеева 11, 26 до 28, Мојсей ги запишал зборовите, Господовите зборови па вели: ете, јас ви изнесувам денес благослов и проклетство. Благослов ако ги послушате заповедите на Господ, вашиот Бог, што ви ги кажувам денес, а проклетство ако не ги послушате заповедите на Господ, вашиот Бог, и се отстраните од патот што ви го посочувам денес и тргнете по други богови што не ги знаете. Треба и ние почесто да размислуваме за тие 2 столба и по кој пат ќе тргнеме. Дали ќе бидеме послушни на Бога или непослушни? Дали ќе избереме благослов или осуда? Како да избереме благослов? Многу едноставно, преку исполнувањето на Божиот закон кој е во Божите заповеди. Иако законот бил даден на Мојсей на планината Синај, неговата важност е од суштинско значење за нашето морално усовршување и духовно воздигнување. Ние треба да бидеме активно заинтересирани за неговото исполнување. Божиот закон за нас е скала за искачување кон заедница со Бога, кон вечниот живот. Денешниот христијанин треба да покаже движечка сила за исполнување на верските обврски. Не треба да се задоволуваме со статичен и традиционален однос кон верата. Тоа не ни носи корист, туку ни штети. За жал и денес верата повеќе се практикува како традиција и формално, а многу ретко како убедување. Новиот завет започнува со благослов. Карактеристичен е примерот кога Архангел Гаврил ја благословил Света Дева Марија. Кога влезе ангелот пред неја рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените, запишал евангелистот Лука во глава 1, 28. Така Господ Исус Христос ги благословува апостолите. Ги изведе надвор од Витанија и ги благослови, Лука 24:50. Потоа ги благословува децата и кога ги прегрна, ги положи рацете врз нив и ги благослови, запишал евангелистот Марко, глава 10:16. Го благословува лебот, откако ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото и ги благослови, Марко 6:41. Најзначајна молитвена форма на благословот, а која е внесена во текстот на Светата литургија, е во зборовите на светиот апостол Павле: благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отца и заедницата со Светиот Дух да бидат со сите вас, запишал апостолот Павле 2 Коринтијаните 13:13. Благословувањето се врши на различни начини. Така архиерејот благословува на неколку начини: со една рака, па со 2 раце, со трикириите и дикириите и со крстот. Со десната рака ги благословува лебовите, пченицата, виното, маслото.
Свештеникот благословува само со десната рака. На Великден и целата паскална седмица благословува со крстот. При благословувањето секогаш помладиот зема благослов од постариот, свештеникот од архиерејот, ѓаконот од свештеникот, а монасите од игуменот, а верниците пак од архиерејот, од свештеникот или од игуменот. Очистителната функција на благословот. Покрај претходно реченото, благословот има и очистителна функција. Светиот апостол Павле пишува: оти секое создание Божјо е добро и ништо не е за отфрлање. 1 Тимотеја 4:4. Сепак последиците од падот на човекот во грев се проширени на сите живи суштества, а и на растенијата, оти во рацете на злите духови стануваат инструменти за заблуда и манипулирање на луѓето. Оваа трагедија на грешната природа ја опишува апостолот Павле во посланието до римјаните и вели: и тварите со нетрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божји, се мисли на луѓето, зашто и тие не и се покорија на гревот доброволно, туку на волјата на оној кој ги покори, а со надеж дека и тие самите ќе се ослободат од робството на распаѓањето при славното ослободување на синовите Божји. Оти знаеме дека сите созданија заедно со нас воздивнуваат и тажат, вели апостолот Павле, Римјаните 8:19-22. Оној кој ги покори е Бог, кој, како што видовме на почетокот, преку благословот пак му ги покори и сите созданија му ги предаде на човекот, ставајќи ги во зависност од неговата судбина. Оттаму злото за човекот е зло и за созданијата. Заедно со нас воздивнуваат и тажат, и доброто за човекот е добро и за созданијата. Со нетрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божји. Ако го имаме предвид ова, лесно ќе разбереме зошто црквата настојува се да вклучи во сферата на благословот Божји. Сите луѓе и сите аспекти на човечкиот живот, останатите живи битија, но и неживата природа, и тоа преку Словото Божјо и со молитва, зашто на тој начин се осветува. Вели апостолот Павле 1 Тимотеј 4:5. Оти паѓањето во грев на Адам и Ева не ги оскверневи само нив, туку и сите созданија со кои раководеше човекот, односно целата природа. Затоа велиме дека благословот има и очистително дејство. На крајот ќе речеме, благословот има многу важна улога во животот на црквата, затоа таа верува дека благословувањето е најисправниот начин за манифестирање на Божјата волја. Преку благословот ја примаме, ја просиме и бараме Божјата благодат, зашто не води кон спасение. Без благодат нема напредок во нашето црковно живење и духовното усовршување. Напомена. Често пати луѓето не прават разлика помеѓу благослов и среќа. Црквата зборува за благослов од Бога. Тој што верува во благословот, верува дека Бог размислува за се, додека пак тој што верува во среќа, верува дека нештата се случуваат случајно и не е уверен во Божјото постоење. Благословот зависи од волјата на Бога и на човекот. Среќата е непостојана и не се знае од што зависи. Затоа за црквата среќата нема значење и не се придава никаква важност. Многу е погрешно кога некои доаѓаат в црква и бараат Господ да ги благослови да добијат пари на лотарија, па дури ветуваат и дека ќе подарат на црквата и слично. Тоа е грев. Погрешно е и тоа кога некои велат дека ако Господ им ги исполни желбите, ќе запалат најголема свеќа и така натаму. Големината на свеќата нема да не направи среќни. Најважна е молитвата. Амин.